Повеќе јасно е дека е тоа сценарио помеѓу двете бивши коалициони партии. Дали се работи за закана некоја или уцена од страна на ВМРО ДПМН, или се работи директно за настаните на 27 април, тоа ќе видим. Благодарам ја фалендерите. Уште има ден. Јас ја поздравувам таа одлука, а СДСМ ако е сериозна во ветувањето, правда за сите, нема правда, нема мир. Нема потреба да го бойкотира собранието, него треба да одиме на избори. Тоа е во нивни раце. Тие ги имат бројките. Најголемата грешка, секој внатре, ако останат и во СДСМ некој, што сака правна држава, е компромис со криминалот не треба никогаш да се прави. И тоа треба да го расчистат меѓусебно и да не продолжуваат да играат театри на ист стил на тоа што се случи сношти, дека ако не добиле објаснување за тоа што се случи сношти, нема да се вратат во собрание. Тие ги имат бројките, тие ги имат сите алатки во своји раце, за да идат во избори и вакви политичари, немајте гајле, ќе ги расчисти народот, нема потреба повеќе да ги гледаме, ќе останат без имунитет. Благодарам.